Со Охридскиот договор Македонија избра да ја гради стабилноста преку партнерство меѓу заедниците. Истакна првиот вице-премиер Беким Сали на свечената седница на владата по повод 25 годишнината од потпишувањето на Охридскиот договор. Како што истакна, со тоа беше воспоставен политички стандард според кој демократијата не се мери само преку слободни избори, туку и преку способноста на институциите да гарантираат вклученост, правична застапеност, диалог и доверба меѓу граѓаните. Nëse politikanët e vitit 2001 e ndërtuan paqen dhe barazin institucionale, brezi ynë duhet të ndërtoj besimin afatgjatë ndërmjet komuniteteve, të ndërtoj institucione më efikase dhe një shtet që funksionon sipas standardeve më të larta evropiane. Ky është kuptimi i vërtetë i respektimit të marrëveshjes së Ohrit. Се инвестира во инфраструктурата и образованието, каде што се спроведуваат реформи за иднината, истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, додавајќи дека Охридскиот договор е нашата главна историја која не научи да живееме заедно. Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна, градиме модерна инфраструктура, за некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце, интензивно се гради Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, во тек на септември ќе почнеме и Букојчани-Кичево. Очекувам во тек на октомври да пуштиме уште една делница од Кичево-Охрид. Инаку Охридскиот договор беше потпишан пред 25 години, на 13 август во Скопје, по завршувањето на преговорите што се одржаа во Охрид, со што официјално беше ставен крај на конфликтот од 2001 година.